Добро вечер. По навика ќе кажев четврток 22 часот, среда 22 часот, бидејќи утре е четврток 31 декември, среда 30 декември 22 часот, последна емисија во Центар за ова календарска година. Јас сум Васко Ефтов. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, во последната емисија во Центар за 2020 година. Тешка 2020 година. Всушност година полна со предизвици, полна со искушенија, или како викаат кинезите, тама кај што има предизвици и искушенија, таму има успех и добивка. Сите кои успееа да ја поминат, да ја надминат или добро да ги постават аспектите во ова 2020 година, 2021 година ќе дочекаат подготвени, 2022 година ќе дочекаат уште поподготвени. Всушност ова 2020 година требаше да послужи како година на преструктурирање. Како Република Македонија ние ни тој процес не го погодивме и тој процес го промашивме. Не го промашивме поради ВМРО или поради СДСМ, веројатно го промашивме бидејќи таков не е менталитетот. Нашиот менталитет е купи ден продај, купи ден преживи. Наместо да искористиме ова 2020 година, да ги поставиме основите за 2021 па до 2025 година, како што прават сите сериозни држави, ние и тоа го промашивме. Затоа и ова ќе биде некој купи ден продај филозофија и стратегија на преживување. Се ќе чекаме вакцини, па ќе чекаме избори, па ќе чекаме некои други избори и ништо нема да се реши, почитувани гледачи. Зошто? Бидејќи не ги имаме аспектирано добро работите. Ако добро ги аспектиравме работите, ако сите заедно седнавме и се договоривме, да, ова е таа 2020 година, ова е година на кризи, ова е година на тензии, ова е година на искушенија, ова е година на проблеми, но ајде да ги поставиме односите, да се договориме околу 3 или 4 клучни национални прашања и подосна така договорени да влеземе во 2021 година, и тоа не го направивме. Тоа покажа дека ние имаме многу слаб државотворен капацитет и затоа не ни се виновни ни албанци, ни срби, ни бугари, ни американци, ни руси, виновни сме ние самите македонци. За нас важат двојни стандарди. Едни стандарди за нас лично, како поединци, а други стандарди кои ги бараме од државата, од Република Македонија или од нашите соседи. И мислам дека сега е крајно време да се освестиме и да почнеме да размислуваме како зрели луѓе. Во кризни ситуации се прави кризен менеджмент, а кризниот менеджмент треба да ви обезбеди печалба и добивка на еден среден или на еден долг рок. Ако го промашивме или го пропуштивме рокот од 2020 година, да бидеме попаметни 2021 година. Тоа што ви го говорам дека требаше да го направи државата, ние го направивме во рамки на емисијата во Центар. Сите инвестиции ги сведовме на нула, планиравме да направиме реконструкција ново студио во 2020 година, меѓутоа го одложивме поради ова криза со корона или коронавирусот. Тоа ќе го направиме 2021 или 2022 година. Меѓутоа инвестиравме во проекти, инвестиравме во нов портал. Не се фалам или не го промовирам порталот тука во емисијата, бидејќи сметам дека тоа треба природно да расте. Порталот го носи истото име како што го носи емисијата во centar.com. Порталот веќе има околу 3 милиони читаност. Како најави веќе има околу 3 милиони читаност, така почна обструкциите. Меѓутоа јас сум подготвен на тие обструкции. Точно знам дека кога се стигне до одредена точка, веќе почнуваат тие центрифугални и центрипетални сили. Не знаете од која страна да се браните, и тоа ќе трае 3 или 4 месеци. Тога сите ќе се соочат дека не може да го срушат проектот во Центар и ќе пробат да се договорат. Од кога нема да се договорат со мене, како носител на проектот во Центар, ќе почнат повторно да има одредени напади. Меѓутоа сега нема да бидат тие напади брутални, тука ќе бидат напади со одредени обструкции или одредено оговарање. Меѓутоа проектот во Центар функционира, веќе освен емисијата во Центар постои портал во Центар и тоа ќе се развива наредниот период. Веројатно 2021 година ќе поставиме основи за 2022 година да биде таа година кога ќе стигнеме до 10 милиони прегледи на YouTube или на порталот во Центар. Тоа што сум горд во 2021 година е дека не направивме пауза. И во услови на коронавирус, и во услови на карантини, ние продолживме да снимаме емисии. Некаде околу 75 емисии се снимени во текот на 2020 година. Последната емисија која беше снимена во странство пред карантините беше во март 2020 година и некаде ноември месец 2020 година по завршување на карантините беше снимено првото интервју во странство со господинот Азем Влас. Имавме плюс уште една турнеја во Белград каде што снимавме 5 или 6 интервјуа кои ги имитувавме во текот на ноември, во текот на декември месец. Значи во екот на најсилната корона криза ние не прекинавме со работа и тоа ме прави горд и мене и екипата која работи на проектот во Центар. Така и ќе продолжиме во 2021 година, почитувани гледачи. Мислам дека шокот
во 2020 година се постигна со изборите во Соединетите Американски држави. Сега има одредени афтершокови, како на овие земјотреси во Хрватска во Петринје. Има еден главен удар и подоста има многу помали удари, односно продолжува да се тресе земјата се дека не се стабилизира политичката, економската, здравствената, финансиската ситуација. Тоа ќе се случува и сега. 2021 година ќе биде година на стабилизација. Некаде од јануари до декември, во зависност од политичката, финансиската кондицијата на државата, ќе се стабилизира државите и на Балканот, и во Европа, и во светот. И Република Македонија ќе се обиди и ќе се стабилизира во текот на 2021 година и емисијата во центар ќе биде стабилна и ќе функционира во 2021 година. Значи 2021 година ќе биде година на економска, на политичка и на секаква друга стабилизација. Ние всушност ќе бидеме или ќе влеземе во година како после првата или како после втората светска војна. Тоа ќе биде година кога сите амбиции, сите желби, сите потреби ќе експлодират. Знаете, ние ќе бидеме како пуштени од ланеци, ќе биде како правилно да се дозира таа наша енергија, бидејќи ако знаете, тоа е како гладен човек кој пости 40 дена, тоа се великденски или божикни пости, вие после да му дајте да јади цело јагнек, заврши или на кардиологија или на травматологија. Така ќе биде и со нас 2021 година, ќе биде вистинското прашање како да го дозираме нашето враќање во наводници во нормалниот живот. Ако ние на некој начин поставме 2020 година, што ќе правиме 2021 година, че треба да се вратиме во еден нормален живот. Една анкета што беше правена во Италија вели дека некаде повеќе од 50% од луѓето имаат страх и проблем да се вратат во нормалниот живот. Значи ќе треба да најдеме еден модел, еден начин како ние да се вратиме од состојба на карантини, од состојба на одредени препораки, од состојба на маски, состојба на внимавање, на преси, така натаму да се вратиме во еден нормален живот. И тоа ќе биде предизвикот на 2021 година. Ние спроведовме некој мини скандинавски, мини шведски модел на соочување или справување со кризата, со корона кризата во Република Македонија, и последните 3 или 4 месеци морам да признам дека тој модел се покажа успешен. Се покажа многу повеќе успешен во споредба со сите соседни наши држави на Балканскиот полуостров. Бев скептичен како ќе биде спроведен и реализиран тој модел. Дури еден дел на мене смета дека имавме повеќе среќа отколку што имавме памет, меѓутоа еден друг дел во моите размислувања, моите анализи вела дека сето тоа беше еден добар, смислен или добро организиран модел. Имавме многу помалку заразени во споредба со Србија, во споредба со Бугарија, споредба со Хрватска. Гледате какви локдауни, какви карантини тамо се прогласуваа. Меѓутоа изминатите 3 или 4 месеци ние безмалку да немавме карантин, да немавме рестриктивни мерки и поминавме со многу помала пресија во споредба со било која од нашите соседни држави. Тоа покажува дека моделот бил добро смислен, добро проектиран, добро организиран и тоа даде одредени резултати. Ако се сеќавате во интервјуто со Ана Глегич, тоа некаде ноември месец ова година, таа прогнозираше дека после 15 декември ќе има одредено смирување и стабилизирање на состојбата. Многумина од вас беа скептични дека после 15 декември ќе дојде одредено стабилизирање на состојбата, меѓутоа бројките тоа го потврдуваат. После 15 декември не само во Република Македонија, туку и на Балканскиот полуостров дојде до паѓање на бројките и тој втор бран на епидемијата или на пандемијата како полека да се пушта низ вода, доаѓа до одредена стабилизација. За тоа говоревме со Ана Глигич во ноември оваа година. Кога ќе заврши оваа фаза според вас? Po mome, ja sam to izjavila neki dan, ovo bi trebalo sada da ide još gore. Još 14 dana da ide gore. Уште 14 дена? Ići će gore, pa malo dole, pa ovako malo gore, a onda će početi da pada. Значи некаде почетокот на декември? Ja mislim da će od nove godine, do nove godine početi drastično da pada i da ćemo tamo u proleće, iako strani naučnici prognoziraju da će januar i februar biti grozan. Pa i vašite naši epidemiolozi, da. Тимотиевичите. Ja mislim da ćemo imati ovako, a vidjet ćemo. Тоа ќе значи во голема мерка враќање на Србија, на српската политика, повторно во македонските политички разврски. После 2017-2018 година, Србија како да беше внимателна да се вклучи или да се пушти во одредени разврски во Република Македонија, седеше од страна, наблюдуваше, можеби од страна влечеше одредени потези, одредени конци, меѓутоа после 2017 година, тоа што се случи на 27 април 2017 година, Србија не се вклучи во внатрешните пресметки во Република Македонија. Сега ќе има ослободено ресурси, ослободена енергија, расчистили среди тоа што случуваше во Црна Гора и ќе може целата таа енергија, артилерија, ресурси кои стојат на располагање да ги вклучи во политичките разврски во Република Македонија. Во 2021 година, на голема врата, Србија ќе се обиде, не велам дека ќе се врати, ќе се обиде да се врати во политичките разврски во Република Македонија. Србија ги користи два процеси, два проекти.
проектот на преговори помеѓу Македонија и Бугарија и проектот на Македонска православна црква, Третечко-Охридска епископија. Србија ќе се обиди целата своја енергија да ја сконцентрира на тие два проекти, целата своја логистика, сите своји средства, сите своји ресурси да ги сконцентрира токму на тие два проекти. Тоа е Македонската православна црква и тоа се преговорите помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Србија всушност излезе како победник од тие односи или таа пресметка во Црна Гора, иако де факто тамо промените беа направени со британските разузнавачки структури, со британските играчи, за да може добро да ги разберете, работите почитувани гледачи, постојат две мокни структури на Балканскиот полуостров и во светот. Едната е руската структура, втората е британската структура. Американската структура е булдожер структура. Таа е Фантом или F-16 структура, тоа е Б-52 структура. Таа доаѓа, бомбардира, прави пустош и ги решава работите. Меѓутоа интелигентните структури кои со влечење на конците од позадина ги решаваат работите се британските и руските структури. Тие се судрија во Црна Гора, направија одредено примирие и гледате како британските структури предводени од владиката Амфилохија Радовиќ, за кого сите предпоставуваа дека е руски играч, тој де факто беше британски играч, ја направија промената, го направија пучот, го направија превратот во Црна Гора и го симна од власт или ја симна од власт структурата на Мило Џукановиќ, заменија со нова структура која е пробританска структура. Иако србите и русите се сметат како победници во Црна Гора, тамо де факто победи британската структура. Целата таа енергија која србите ја користеа во Црна Гора, сега ќе користат во Република Македонија, велам ќе користат на тие две клучни прашања, преговорите со Бугарија и црковното прашање. Ајде да направиме одредена симулација, да направиме одредена разбрска како можат да изгледат политичките процеси во Република Македонија. Имаше два сериозни црковни проекти во Република Македонија. Едниот беше српски, вториот беше условно речено албански црковен проект. Српскиот проект беше воден или носител на тој проект беше Јован Варнишевски, кој сега сериозно болен, живее во Белград, меѓутоа има сериозни здравствени проблеми. Тој проект требаше да биде завршен со формирање на Српска православна црква во Република Македонија или таа православна Охридска архиепископија. И вториот проект е формирање на Албанска православна црква, кој беше предводен или како носител се явуваше Бранислав Синединовски. Тоа беа два проекти кои неуспешно завршија во Република Македонија, но тоа не значи дека во текот на 2021 година повторно на маса нема да бидат ставени тие два проекти. Ако успееше проектот на Јован Варнишковски, тогаш во Република Македонија пред 10 години ќе се случеше тоа црногорско сценарио. И тоа што го правеше Српската православна црква во Црна Гора со тие лити, со тие протести, вклучување во политичкиот живот од Црна Гора ќе се случеше некаде пред 10 или 15 години во животот политички во Република Македонија. И вториот проект е албанскиот проект, кај што срцевината е манастирот Свети Јоаким Бигорски. Албанците сметат дека Македонија и македонскиот народ се геноциден народ. И тоа е суштината и на Тиранската платформа и тоа што се случуваше 2001 година. Обяснувањето е следно, дека православните албанци се староседелци во Западна Македонија и дека македонската држава ги има асимилирано православните албанци. Ако срцевината е манастирот Свети Јоаким Бигорски и тој е албански манастир, тогаш православните албанци всушност се носители на правото да бидат домицилен народ во таа Западна Македонија. Односно тезата дека албанците се доселени 15-16 век од турците, не знам, од Азербеџан, треба да паднат во вода, туку тие се тие кои се староседелци тука, а дека геноцидната македонска држава ги има нив асимилирано. И тоа е проектот на Албанска православна црква, значи имаме Српска православна црква или православна Охридска архиепископија и вториот проект е проектот на Албанска православна црква. Кој стои за тие два проекти? Се разбира Руската православна црква. Секога стоела Руската православна црква. И тоа е тој четириаголник кој Руската православна црква го прави со бугарите, србите, структурите во Република Македонија и структурите во Република Албанија. И како што сега ви се јавува Денко Малевски, кој вели дека Гоце Делчев бил бугарин, дека дел од македонците биле бугари, дека не сме имале бугарски корени некаде од 20-30 години на минатиот век, ќе се најде одреден македонец кој ќе речи дека православните албанци во Република Македонија биле асимилирани. Значи некој Денко Малевски кој ќе говори во интерес на албанските интереси во Република Македонија, дали тоа биде Владо Поповски или некој друг Денко Малевски, не знам, ќе видиме. Можеби супругата на Денко Малевски, кој исто така многу наклонет кон албанците, албанските интереси во Република Македонија. Меѓутоа, ќе се појави еден нов Денко Малевски кој ќе стави на маса дека албанците биле староседелци тука на Република Македонија, односно во Западна Македонија, и дека таа поделба, групчин поделба, која е направена 41 година, на источен дел кој е бугарски дел и западен дел кој е италијански и албански дел, всушност е поделба која треба да биде трајна во Република Македонија. Ќе се обидат уште еднаш, почитувани гледачи, ќе се обидат уште еднаш да направат таа поделба која е направена 41 година. Гледате како одеднаш
Структурите кои беа поразени во Втората светска војна, сега се победници 70 години подоцна. Ние кои бевме дел на таа антифашистичка коалиција треба да бидеме губитници на целиот тој процес. Зошто? Тоа е единствениот дел на македонската историја, на поновата македонска историја. Тоа е најславниот дел на таа понова македонска историја, која сме ние на вистинската страна. Во споредба со бугарите, во споредба со албанците, ние сме на вистинската страна, ние сме победници на Втората светска војна и сега ќе се обидат таа наша блескава победа во текот на Втората светска војна да биде фрлена во калта. Ќе биде фрлена во калта ако се оди на нова поделба. Новата поделба ќе биде по истата стара линија, Групчин подмолје, западен и источен дел. Источен кој би им припадал на бугарите, западен дел кој би им припадал на албанците. Проектот на формирање на албанска православна црква со седиште во манастирот Свети Јоаким Бегровски, значи токму тоа, да се докаже дека албанците се староседелци, дека православните албанци се асимилирани, дека ако православните албанци не биле асимилирани, тогаш албанците би биле мнозинство во Република Македонија. Тогаш Република Македонија на вистина би била формирана како Швајцарија на Балканите. Тоа што го велеше или тоа што говореше Ванчо Михајлов. Ванчо Михајлов ја нема сам смислено таа гованица, таа структура, таа идеја. Некој неа му има кажано, му има наметнато. И таа всушност стратегија ќе треба да биде реализирана. Ја мислам дека нема да биде реализирана, почитни гледачи, дека во Македонија постои се уште добар внатрешен потенцијал, одредена кохезија, имунитет и одбранен механизам. Имунитетот сега модерно да се збори, нели, во оваа ситуација со пандемијата со коронавирус, и дека тој внатрешен македонски имунитет е доволно силен да може да се одбрани сите овие вируси. Мислам дека проектот и за Српска православна црква, и за Бугарска православна црква, и за Албанска православна црква во Република Македонија ќе биде отфрлен, ќе биде пуштен низ вода и дека 2021 година ќе биде година на конечно решавање на македонското црковно прашање. Тоа е последното отворено прашање на Балканскиот полуостров. Ако биде решено македонското црковно прашање, тоа ќе биде стравично тежок удар и за Белград, и за Софија, и за Тирана. Кој ќе ни помогне во таа стратегија? Ќе ни помогне под притисок на американците, Грчката православна црква, односно Сиренската патриаршија. И тоа е проект кој треба да го следиме во текот на 2021 година. Вие, господин Шекереновски, развивате теза дека ова треба да биде четврта или петта, дека Македонија ќе заврши со петта Македонска република, по примерот на Франција, нели? Прва, втора Француска република на Дегол и сегашната петта Француска република. Вие велите сега сме трета или четврта фаза? Четврта сме сега. Четврта Македонска република. И дека ќе завршиме со петта Македонска република, тоа малце ми делува катастрофично, морам да признам. Дури нелагодно се чувствувам кога ги слушам тие проценки и прогнози, но добро е да се слушне историчар, бидејќи тој што не ја знае историјата, не ја знае ни иднината. Видите, ние историчарите ги следиме историските процеси. Македонија прв пат доби држава, значи почна на 11 октомври и за 4 години тие македонски комунисти и патриоти го донесоа македонскиот народ на Прохорчински. Се конституира државата тука. Јазикот, МАНУ се формираше, МПЦ се формираше, дали некој ја признава, МПЦ мене баш ми е гајле, тоа е црковно прашање. Но е формирано. Но е формирано и ја кога одам у црквата, речеме го слушам попот како ми пее, пример. Значи тоа не ме, значи со сите атрибути на држава, министерства, иако тогаш не само Македонија, сите федерални единки одредени своји ингеренции ги пренесоа на нивото на федерацијата. Вие сигурно знаете дека во републиките немаше Министерство за надворешни работи, него имаше секретаријати за односи со странство. Да, така се нарекуваше, секретаријат за односи со странство. Така се нарекува и некои ингеренции беа пренесени на сојузните органи. Така да тоа е првата Македонија. Првата Македонија која што трае до 91. Трае до 91, потоа е независна, значи втората е. Тоа е втората. Независна Република Македонија која траеше до 2001 година. Со војната што изби во 2001 година се формира, ја нарекувам сега како историчарите, сега тоа е да не речам работен наслов, тоа е. Вие сте историчар. Како? И вие сте историчар. Да, добро, и тоа е така. Тоа е рамковна Македонија. Тоа е третата. Тоа е рамковна Македонија. Ја тврдев пред да се случи подпишувањето во Нивице, дека ние ќе имаме четврта.
Само под маса, ја не знаеме која ќе биде, дали горна, долна, северна, централна. дека Нивица е четвртата македонска. Четвртата е Нивица, зашто и погледнете и го ставите вие. Уставот ја карактеризира државата која Да, преку уставни промени се преку дефинира. уставот се карактеризира дали. И ние сега имаме четврта република. И ја смете дека петта ќе имаме. Па сега ја како што тргне работиве, Се извинам. не знам дали ќе имаме Чекареновски. пета или Ако првата е направена врз база на победа, втората ако е направена врз база на победа, тоа е 8 септември 1991 година, третата рамковна Македонија е направена врз база на пораз, четвртата Македонија или таа од Нивица е направена врз база на пораз, така да ве разберам, а петтата, ако третата и четвртата се врз база на пораз, петтата ќе биде исто веројатно врз база на пораз направена. Па сигурно, ако Значи, са, се така ли движат да- работите вака. Вие сметате дека третата, таа рамковна Македонија е врз база на наш пораз во 2001 година? Па ја мислам дека е тоа. Ние војната таа имаше ограничен локален карактер. Увезена навистина беше од Косово, но не успеавме да ги поразиме. Да, и странски држави замешани тука. Ние не успеаме и фактички они не донесоа да Не седнаа на не преговарачка. седна на преговарачка маса и го добиме тоа што На крајот на криштот што Али имаме Ахмети, денес. Али Ахмети секојаш го слави денот на потпишување на договорот во Охрид. Ова година го изолира, ниеден албански партнер не му дојде, не е битно, но го слави. Да. Ниеден македонски политичар не го слави тој ден. Само по себе тоа значи дека ние се чувствуваме, ако не поразени, тогаш губитници со тој рамковен договор, дека Па нешто не знам кај ќе оди сега. сега Веројатно ја- треба да имаат здрав разум политичарите. И сега имаме ова што е Нивица, Македонија. Тогаш петтата Македонија. Некоја лабава конфедерација, некоја кантонизација. Значи групчин подмолје. Виенскиот договор. И исто е сега. Албанците од Косово нема да прават проблеми. Нема да имаме проблеми со тој муслимански дел или со тој католички дел на албанската елита. Ние ќе имаме проблеми со овој православни дел или дел под контрола на русите. Всушност делот кој е под контрола на русите, а Хашим Тачи е под контрола на русите, некаде средината на оваа година Велимир Абрамовиќ ми имаше пратено една СМС порака или порака на Вибер која што велеше Хашим Тачи ќе поднесе оставка. Тоа е 2 месеци пред Хашим Тачи да поднесе оставка. И формулацијата него беше дека Хашим Тачи е руски човек и по директива и по наредба на русите ќе поднесе оставка за да се радикализира политичката ситуација во Косово и на Балканскиот полуостров. 2 месеци подоцна тоа се случи, Хашим Тачи се повлече од политичката сцена. Гледате, почитувани гледачи, тој не замина ниту во Брисел, ниту во Вашингтон, туку веднаш после оставката замина во Истанбул на средба со Тајип Ердоган. Тоа покажува дека таа руско-турска линија, таа КГБ структура, таа КГБ групација, помогната со турското влијание на Балканскиот полуостров, ќе се обиде да ги реализира работите или да ги сврти работите во своја корис. И тоа ќе е конфликт на големите сили. На една страна Ми-6 како интелигентна структура за предводена или на некој начин носителот на авиони или носачот на авиони на американските интереси тука на Балканскиот полуостров, и втората структура ќе биде руската структура која ќе биде во комбинација или во коалиција со турската структура на Балканскиот полуостров. Вашите муслимани се дојдени од Азербејџан и нашите муслимани се дојдени од Азербејџан, или таа е таа приказна. Има еден дел на Азербејџан кој граничи горе со Чеченија, со Дагестан и така натаму. А албанци su vam Azerbejdžanci u stvari, jer nekadašnja Albanija se nalazila na jugu Azerbejdžana. Tako da ja mislim da je, ako su Jevreji imali pravo da se vrate u zemlju svojih otaca, onda i Albanci imaju pravo da se vrate u Azerbejdžan. Да не им го скратиме тоа. Ние сме демократи. Ja mislim da bi to bilo humano preseljavanje Albanaca sa Kosova pre svega, jer tamo umiru od uranijuma i to je genocid koji su izvršili duboka država prema Albancima. Albanci su proterali Srbe i spasili Srbe od umiranja od uranijuma, a oni sami umiru. Bogati Albanci naravno kupuju kuće u Albaniji, Albanci sa Kosova kupuju kuće u Albaniji ka moru ili odlaze u inostranstvo. Pazite, oni vladaju podzemljem Londona, u Njujorku već više nema takvih bandi, ali nekada su vladali, ipak su u poslu sa drogom. Oni su finansirali Joea Bajdena. Albanska mafija je finansirala Joea Bajdena, naravno preko raznih fondova. Елиот Енгелс, милиони што беше шеф на комитетот за безбедност во Jeste. Taj Eliot je interesantan, on je sa brkovima. On je ruski agent, sovjetski agent, njegovog tatu Filipa u Brooklynu je zavrbovao Rudolf Abel, Jevrin obaveštajac u Njujorku, koji je inače rođen u Irskoj. I on je Filipa zavrbovao u sinagogi i Filip je bio tiper.
Tiper je onaj koji kaže, ovaj Jevrin je pametan, pomozi ga, ovo je dobar, i onda su njegovog sina Rusi i školovali, pomogli ga, i on je postao u Demokratskoj stranci šef tima šef tog borda za bezbednost Demokratske stranke. I njegova funkcija je bila da bude agent provokator, da on pljuje na Rusiju, da traži da se ratuje sa Rusijom. To mi je kao ovaj Aljbin Kurti na Kosovo. Aljbin Kurti je Kurtović. Aljbin Kurti je agent državne bezbednosti Srbije koji je podmetnut Ademu Demaćiju, onom starom borcu za nezavisnost Kosova, a Ademu Demaćiju je deda srpski pop sa Kosova, možete misliti, deda. Tamo na site im se srpski popovi. I na Hašim Tači, Hašima Tačija deda je, ili pradeda, ne sećam se, Danilović je po nalogu ohrane Ruske carske službe prešao od srpskog popa u Arbanasijas. Tako da je Tačijev kontakt prema Putinu, kada se slikao 2018. sa Putinom, je išao preko Bedžeta Pacolija, koji je inače Cincarin, koji uopšte nije Albanac. I to je beše soraботnik na jugoslovenske službe, posebno vojno razoznavanje. Da, on je kad je 68. bio u gardi, on je zavrban od jugoslovenske vojne kontraobaveštajne službe, pa onda garda je u saradnji sa francuskom tajnom službom, pa je on onda u Švajcarskoj prebačen Francuzima, pa su ga Francuzi prebacili kasnije Englezima, pa su ga Englezi ubacili. John Scarlett, šef stanice Mi-6 u Moskvi, je u Kremlju bracio Bedžeta Pacolija preko Borisa Berezovskog kod Jeljcina, pa je Bedžet Pacoli korumpirao Jeljcinove ćerke i time korumpirao i samoga Jeljcina. Pa ga je Putin preuzeo i dan danas ga koristi, jer Bedžet Pacoli je renovirao Kremlj. Ne bi on mogao da renovira Kremlj da apsolutno nema poverenja u njega Putin. I dan danas on je sa logistikom Rusije u Kazahstanu i tamo u onim delovima Rusije koji su nekada bili. Razčistуват li Американците со таа учака структура која е 20-22 години на власт на Косово, бидејќи Рамош Харадинај се повлече од Рамош Харадинaj isto nije Albanac, on je Čečen. Čečeni su narod koje je turska država dovela u jednom periodu da Čečeni su, ne Čečen, lažem, Čerkez. To su plemena kavkaska. Ние почитуваме гледачи, ќе имаме проблем со таа руска структура во албанското политичко милје, во албанското национално милје, не со американската структура. Американската структура ќе го држи косовското прашање на некој начин на стендбај ситуација. И да се влезе во решавање на косовското прашање, нема да биде засегната македонската држава, нема да биде засегната македонската страна. Единствени на кој му одговара Македонија да биде вклучена во разрешницата на косовското прашање се Бугарија, се Србија и се Русија. Зошто сите имаат своји различни интереси. Србија да доби одредена компензација, бидејќи Македонија, Република Македонија или Република Северна Македонија поново е направена на дел на територијата кој со Букурешкиот договор имаме препаднато на Србија и на српските интереси. Бугарија да дојде конечно разнебитување или делење на Македонија на два дела и на тој начин да биде исчезната од картата на светот Република Македонија, што е стратешки интерес на Република Бугарија, и Русија да не биде решено црковното прашање, бидејќи ако биде решено црковното прашање во Македонија, ќе биде решено и украинското црковно прашање, тоа русите не смеат да се го дозволат, бидејќи Киевска Русија е всушност никулецот на денешната Русија. Ако биде решено македонското прашање, тогаш ќе биде решено украинското прашање на исти начин како што е решено македонското прашање. Овие држави имаат интерес да не биде решено тоа прашање, да дојде одредена дестабилизација во Република Македонија и тоа ќе се обиде да го направи до текот на 2021 година. Оставката на Хашим Тачи беше во тој правец. Чекор да се влезе во процес на дестабилизација. Со кого се сретна Хашим Тачи? Тој не замина после својата оставка, а пред заменувањето во Хаг. Ниту во Брисел, ниту во Вашингтон. Првата средба што направи беше со Тајип Ердоган во Република Турција. Тоа е таа комбинација на руско-турско влијание, руско-турското влијание на Балканскиот полуостров во Македонија, посебно во Република Бугарија, ќе треба да се спротистави на британско-американското влијание во овој регион. Какво ќе биде тоа влијание на русите на Турција во Република Бугарија, ќе објасниме преку примерот на Бојко Борисов. Анализите во Бугарија покажуваат дека ако сака да се спаси Бојко Борисов,
и ако сака да остане на власт после мартовските избори во Република Бугарија, ќе мора за прв пат во својата кариера да коалицира со турската партија во Република Бугарија, односно со Ахмед Доган. Пред 2 недели на конгресот на турската партија или партијата ДПС предводена од Ахмед Доган се вклучува преку видео Бим Тајип Ердоган и почна да го фали Бојко Борисов. Секој кој разбира политика, тоа го сваќа како порака на Тајип Ердоган до партијата ДПС и до Ахмед Доган да коалицира со Бојко Борисов. Тоа е КГБ структурата во Република Бугарија. Тоа се структури под контрола на КГБ и на бугарските тајни служби кои работат во интерес на Москва. Значи Бојко Борисов за прв пат во својата кариера, ако сака да остане на власт во Република Бугарија, ќе мора да коалицира со партијата ДПС на Ахмед Доган. Тоа е КГБ структурата. Тоа е мултигруп структурата во Република Бугарија. Таа КГБ структура веќе сваќа дека Красимир Каракачанов е потрошен. Може би да влезе, а и не мора да влезе во бугарскиот парламент. Меѓутоа веќе не е користен. Со начинот, со тој рурален, со еден вулгарен национализам, веќе станува пречка на реализација на руските интереси на Балканскиот полуостров. Ке мора да биде најдена нова комбинација, нова коалиција. Таа коалиција, ако сака Бојко Борисов да остане на власт, ке мора да прави со дел на КГБ структурата во бугарската работничка или бугарската социјалистичка партија и со партијата ДПС на Ахмед Доган. Кој ќе му помогне во тоа или кој ќе му помогне да захефта таа коалиција? Тоа е турскиот интерес во Република Бугарија, тоа е Тајип Ердоган и тоа е КГБ структурата или Владимир Путин. Добро вечер. Добро вечер. Вие сте дома за во Кавадарце, меѓутоа сте слушнали оваа песна. Тиквешко негде в некое село, кај слана тивко венеше цвете, убие дете. Така е. Славко Јаневски. Кој уби дете? Па, така се интерпретира таа песна. Не. Тиквешко негде в некое село, нема што да се интерпретира. Многу прецизно. Кај слана тивко венеше цвете, убие дете. Кој убие дете? Кои се тие кои убие Па се дете? смета за 12 ваташки деца. Да, тоа, кои се тие што ги убија 12 ваташки деца? Па бугарските окупатори. Тешко ви е да кажете? Да. Не ми Не, е тешко тешко е. во тоа време. Во тоа време Во кое очигледно време? е дека во времето на во кое беше пред Јовановиќ, во Втора историјата, светска во војна. историјата нема тоа и ова време. Историјата си бележи. Историјата е неутрален дегитрон, калкулатор, Не. кај што бележи што сте направиле и што не сте направиле. Овие направиле. Да. Тиквешко негде в некое село, кај тивко слана венеше цвете, убие дете. Бугарите Така убие е. деца. Така е. Убие 12 деца. Така е. Тоа не може да се избриши. Така е. Ниеден пат на Македонија, кон НАТО и ЕУ, не може да го избриши тоа зверство. Така е. Некој се обидува тоа да го избриши, како што има избришено таблата на Благо Јанков Мучето во Струмица. Не само што има избришено, тоа е Зоран Заев. Не само што има избришено, туку се фалеше на бугарската BTV телевизија дека ете таму кај што пишувало дека бил убиен од бугарски фашистички окупатор, тој прати луѓе у Струмици на тој споменик, тоа е избришено. Неспорно е, Може ли со тоа. бришење на историја ние да градиме иднина? Се сложувам апсолутно дека не може. Тоа е така, но сепак наративот од тоа време и ова денес е сосема, тоа се две различни реалности. Каде? Многу е Се важно. извинувам, каде? Каде се две различни реалности? Бидејќи 20 век, дозволи ми само да кажам, 20 век е една од најголемите и најмонструозни човечки идеолошки зверства и злосторства во 20 век се случувале. Сега наративот се гради во 21 век. Се сложувам дека тоа е монструозното на Јовановиќ. бугарската власт, која била Сте дел од слушнале? фашистичкиот Сте окупатор. слушнале ли вие извинување од Бугарија? Не сме слушнали. Дали сте да. слушнале извинување од Бугарија? Бугарите барат ние да префатиме дел од заедничката историја. Ова со Ваташа е заедничка историја. Како може да биде заедничка историја Да, кога бугарски фашистички окупатор доаѓа и убива македонци? така. Видите, тоа не може да биде дел на заедничка историја. Тоа може да биде дел на историја кај што тие се окупатори, а ние сме окупирани. Тие сега бара да се откажеме од тоа. Има ли почит кон еден народ? Може ли еден народ да биде почитуван ако бриши делови на својата историја, ако се откажува од својата историја? Дали цената која треба да ја плати македонскиот народ е преголема? Дали заслужува ние да се откажеме од тој дел на нашата историја? Апсолутно ние не треба да се откажеме од тој дел на историјата, но исто така ви велам, тоа е Тие го барат. една Тие го реалност, барат. само дозволи да кажам, значи тоа е една реалност. Се сложувам дека на страната на фашистите беа бугарите, но во 20 век. Се сложувам дека исто траумата е исто голема од таа песна 12 ваташки деца. Но идејата, Јонич, ма сега се извинувам. Знаете,
Мислам дека пробувате да ја релативизирате Не, работата. апсолутно, Ама апсолутно Карака- не. Немојте сега моите зборови на таков начин да ги... Тезата на Каракачанов е следната, дека македонци убивале македонци. Дека македонец открива паланка. Не, сигурно. Македонец открива паланка. Ги убил македонците во Ваташ. Дека македонци се убивале со а не дека бугарите биле фашистички окупатор. Гледате, ако ние прифатиме да ја лакираме таа бугарска историја, Ние не јас не зборувам за лакирање на бугарската. Па тие тоа барат од нас. Тоа се сложувам дека е монструозна, дека е фашистичка, дека е исто така расистичка, шовинистичка. Идејата сега... Фашизмот продолжува во Бугарија, се извинувам. Така е, се сложувам, но сепак, што ни предстои сега во овој момент? Ама не, видите, Што ни предстои сега? Ама многу е лесно, гледайте се, само да ви кажам, дозволете ми сега, дозволете ми. Нафрлате теза, гледате како еклектички играте со историјата. Ќе земете еден настан. Значи, дозволи ми сега да кажам. Можете вие да одберите настан? Не. Не, одберите настан. Не. Зборам за официјалниот наратив, дозволи ми сега, Васко, дозволи ми, официјалниот наратив, историски официјален наратив е точно, бугарите убиле 12 ваташки деца. Видите, господин Иванович, значи, на 50 километри, на 50 километри од местото кај што живеете, е спомен куќата на Блаже Конески. Значи, Блаже Конески го зема централно македонскиот дијалект и врз база на тоа ја прави кодификацијата на македонскиот јазик. За разлика од нас, бугарите го земат тони дијалект на Добруджа. Ако толку сметале дека македонците и бугарите се исто, би земале некој дијалект од Кјустендил, Благоевград, кој би ги поврзувал, нели, во основа двата народи, или еден исти народ во две држави, како што бугарите велат изминатите 50 или 100 години. Но ти одбира тоа да биде дијалектот на Добруджа, што нема ништо заедничко со македонскиот дијалект. Ние денес не се ни разбираме со бугарите. Ни треба преведувач за да можеме, или треба на Google Translate да ставиме за да можеме. Мене лично ми треба Јас не го познавам доволно добро бугарскиот јазик. Но погледнете кој е тој фашизам, кај што тој вели, еден незавршен софијски студент. Го кодифицира македонскиот јазик, кој всушност е западно-бугарски дијалект. Тоа не е фашизам? Не само што е фашизам, туку е и шовинизам. Тоа ќе биде клучно, почитувани гледачи, тоа што се случува во Република Бугарија, ќе биде клучно како ќе се одвијат разврските во Република Македонија. Бидејќи Република Македонија поради спорот со Република Бугарија и неотпочнувањето на преговорите, тие пристапни преговори со Европската унија, може да влезе во одредена политичка криза и можна различна политичка разврска од тоа што Зоран Заев постојано го кажува дека нема да има избори во наредните 4 години. Значи, во зависност од тоа што се случува во Република Бугарија, ќе зависат и политичките разврски во Република Македонија. Јас проценувам дека ние бугарите ќе направиме одредена рамка, некоја времена спогодба од типот на времената спогодба 25-та година која беше подпишана помеѓу Република Македонија и Република Грција, и со таа времена спогодба да бидат предвидени правата и обврските на едната и на втората страна, а Бугарија да нема право на вето на тие пристапни преговори на Македонија со Европската унија. За тоа да се случи веројатно во Вашингтон, ќе треба во делот кој е задолжен за Балканскиот полуостров и Југоисточна Европа да се врати на голема врата Кристофер Хил, поранешниот амбасадор, американски амбасадор во Република Македонија, човекот кој подосна прави огромна кариера амбасадор на Америка во Полска. Во тој временски период Полска стана клучен сојузник на американците во делот на Европската унија и е задолжен за тие преговори со Северна и со Јужна Кореја. Има навестување дека Кристофер Хил на голема врата може да се врати во администрацијата на Џо Бајден, дека Филип Рикер ќе оди на одредена друга позиција. Ќе видиме во зависност од тие разврски во Вашингтон, ќе видиме како ќе се решаваат тие македонско-бугарски преговори. Јас претпоставам дека можно е да биде подпишена одредена времена спогодба, а таа времена спогодба ја направи Холбрук, булдужер дипломатијата предводена од Кристофер Хил во Република Македонија. Ако Кристофер Хил се враќа на голема врата во американската администрација, тогаш треба да се очекува одредена времена спогодба помеѓу Република Бугарија и Република Македонија. Гледате, почитувани гледачи, во Република Бугарија работите се малку изместени, малку накриво поставени, малку поинакво димензионирани. Таа комунистичка структура е всушност МИ-6 структура, а ова антикомунистичка структура е КГБ структура. Клучниот играч на таа комунистичка, а анти-КГБ, антируска структура е Григо Аспарухов, генерал Григо Аспарухов. Ако не ме верувате мене, прашете го Лјупчо Ѓорѓевски. Да беше жива Доста Димовска, ќе можете да прашате Доста Димовска. 97 година по хотелот Македонија Палас во Солун се случува клучната средба на која присуствуваат Лјупчо Ѓорѓевски, Доста Димовска и генерал Григо Аспарухов. На таа средба е договорено модалитетите како ВМРО ќе дојде на власт 98 година во Република Македонија. Секојаш кога ВМРО победува на изборите во Република Македонија, тоа се случи 2006 година, и
има поддршката на МИ-6 структурата на Бригоа Спарухов во Република Бугарија. И Никола Груевски со поддршка на таа структура доаѓа на власт 2006 година во Република Македонија. Каде оди на специализација Никола Груевски? Една специализација за која знаеме, тоа е во Лондон, и уште една специализација која е во Шкотска или во делот на Велика Британија. На таа специализација е придружуван од Милјан Екиевски, а тамо е Александар Раковиќ, клучниот човек на Српската православна црква кој учествува во разврските во Црна Гора. Тоа е таа британска структура, или како вели Вели Абрамовиќ, британска служба, руско оделение. Всушност таа структура треба да застане за ВМРО ДПМН, ако ВМРО ДПМН сака да победи на изборите во Република Македонија. За жал или за среќа, ова раководство на ВМРО ДПМН има конјукција, има на некој начин конекција со КГБ структурата на Красимир Каракачанов, Бојко Борисов во Република Бугарија. Се додека ВМРО ДПМН е закачен како вагон за таа локомотива на КГБ турската структура во Република Бугарија, ВМРО ДПМН не може да победи на избори во Република Македонија. Сега, и една работа што сакам прво, тука кај вас прво тоа ќе кажам, клучна работа на македонската држава е треба да е многу битна македонската црква. Зошто е таков проблемот? Заради црквата е проблемот. Вие бевте амбасадор кога се решаваше црковното прашање? Да, бев. Значи проблемот е црквата. Па црквата побара да биде црква ќерка на бугарската црква. И на седница на синодот тие не изгласа. Тоа сакам да кажам. Руското влијание е доминантно таму. Не само тоа, они не може да го изгласаат васко по црковните канони, затоа што бугарската екзархија, кога е Ушизма ќе ги стават, како што беа ушизма. Кога е формирана 1870 година, таму е формирана без ниту една епархија на територијата на Република, на географската област Македонија немат. Од Цариградска патриаршија е формирана. Екзархијата. Екзархијата, 1870 година. Нема ни една епархија на територијата географска, ниту Серес, ниту Кукуш, ниту Кавала, ниту Костур, ниту Скопје, ниту Охрид. Прво, немат ни една епархија. Второ, действуваат во нивниот статут. Не се споменува Охридска епископија како извориште, духовно извориште на бугарската екзархија. Трето, действуваат екстериторијално со дозвола од султанот Абдулазис на македонска територија. Прават референдум, да, со грчката патриаршија. Но што ќе избере ова население, јас го викам нашата помеѓу грците кои не го разбираат. Помеѓу грците, ја злоупотребуваат клаузулата словенска црква. Ние сме сепак доминантно словенско население и се определува за словенскиот јазик. Тука е проблемот и ние треба, нашата политика треба да биде таа. Действувањето на бугарската екзархија е дејство спротивно на христијанските канони, спротивно на тоа што представува. И тогаш била и сега е политички проект. Апсолутно. И тогаш и сега била. И треба тоа да се каже дека описменување, процесот на христијанизирањето, отварањето цркви со бугарски свештеници и процесот на запишувањето на македонско население по Канчов или кој сакате етнограф како бугарски е еден чин кој што е недостоен за една држава, кој што подоцна докажува, кој што тврди дека Македонија е бугарска земја, ама кога се работи за државничкиот врв да донесе одлука да помогне на таа бугарска земја, таа се договара со грчката и српската монархија да ја дели. Во првиот момент. Во првиот момент кој може ја дели. Ја дели. Првиот момент ја дели. Ова ќе припадне нас, ако е нешто твое, ти не би се согласил да го делиш. Значи екзархијата нема ни во договорот со Вселенска патриаршија контакт историски со Охридска. Првиот пат Охридска епископија е ставена како духовно извориште на бугарската православна црква 2008 година, Васко. 2008 година е прв пат ставена кога бугарите влегува во Европската унија, кога веќе не им требаше да има добрососедство со сите, ја ставија 2008 година во како духовно извориште на Охридската епископија на бугарската православна црква, бугарска патриаршија. И уште е нешто многу важно. Со шизмата 53 година, кога они се од чизма 1872 година, пазите, ставени се под чизма од Вселенскиот поглавар за ширење национализам, филетизам, што не е дозволено по црковните христијански канони. До 1953 се. До 53 година, за да им се повлече шизмата, се откажуваат од сите епархии на географската област Македонија, освен до Пиринскиот крај што приближен до бугарската држава, што е сосема логично. Значи се откажуваат. Се откажуваат. Што сакаат сега? И како ти си се откажал со документи се откажал дека ти немаш право да имаш, и затоа тие не ја прифатија, не друго. Црковните канони ќе ги избркаат. Абе не може да биде тоа. Тоа е друго што ти имаат од руската црква влијание, што тие се поблиски со руската црква во синодот имаат сериозно влијание имаат. Сериозно. Но факт е дека под црковните канони тие ќе бидат
Едноставно антемисани не може така да работат. И тука е нашата моќ. Зоран Заев најавува дека во наредните 4 години нема да има предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Може би да, а може би не, почитани гледачи. Тоа ќе заврши од тие разврски помеѓу Скопје и Софија, Република Македонија и Република Бугарија. На Зоран Заев, ако правилно ја аспектира, или ако јас правилно ја читам неговата политичка траекторија, веројатно крајната цел ќе му биде 2024 година да учествува на председателските избори во Република Македонија, да биде наследник на Стево Пендаровски. Така ја заврши својата политичка кариера Бранко Црвенковски. Ако гледате, Зоран Заев ја следи политичката траекторија барем во тој дел на Бранко Црвенковски. Ако Зоран Заев сака да учествува на председателските избори 2024 година во Република Македонија, тој ќе направи све да бидат временски одвоени парламентарните со председателските избори. Како што сега стојат работите 2024 година, ќе имаме во исто време и председателски парламентарни избори. Ако сте премиер на владата и ако сакате во исто време да спроведете председателски избори на кои вие ќе учествувате, вие ќе немате целосна контрола на албанскиот политички фактор. Затоа е многу битно да бидат одвоени, временски одвоени председателските од парламентарните избори. Например, председателските избори се случат 2024 година, парламентарните се случат 2025 година. Затоа, ако Зоран Заев се реши на предвремени парламентарни избори 2021 година, ќе го направи во тој контекст или во функција на своја можна номинација и размислување да биде еден председател на Република Македонија. Ако Зоран Заев има амбиција да биде председател на Република Македонија, ќе направи предвремени избори 2021 година. Што ќе добие на тој начин? Ќе добие временско одвојување на председателските и на парламентарните избори. Парламентарни избори кои ќе се случат 2025 година, а председателски избори кои ќе се случат 2024 година. Зошто тоа треба да го направи? Бидејќи во македонската историја последните 30 години на председателски избори секогаш победува кандидатот на владеачката партија. За да победи Зоран Заев или кандидатот на СДСМ на председателските избори 2024 година, мора СДСМ да биде власт во Република Македонија. Знаете, кога во исто време се и парламентарни и председателски избори, а тоа се случи 94 година, можни се изненадувања. За да нема такви изненадувања, јас очекувам дека Зоран Заев, можеби ако не 2021, тогаш сигурно 2022 година, ќе се обиди да ги одвои или да ги развои председателските и парламентарните избори. И ВМРО ќе бара предвремени парламентарни избори и Бога ќе моли да не ги добие тие избори, исто како што беше во Штип. Ќе бара избори, а ќе се крсти и ќе се моли да нема избори. Како што ги бойкотираше изборите во Штип, ако има предвремени парламентарни избори, може лесно да се случи ВМРО да ги бойкотира и тие предвремени парламентарни избори. Всушност Христијан Мицковски ја прави стратегијата на Бранко Црвенковски и на Зоран Заев кој беше опозиција. Ако не можете да го победите ВМРО ДПМН Никола Груевски, Зоран Заев правеше одредени конфликти внатре во СДСМ и победуваше во тие конфликти внатре во СДСМ. Христијан Мицковски се дека не може да го победи Зоран Заев, а како што сега стојат работите, Христијан Мицковски никогаш нема да победи на избори во Република Македонија. Христијан Мицковски ќе провоцира одредени конфликти внатре во ВМРО ДПМН. Дали тоа ќе биде мери од коалицијата, дали ќе биде конфликтот со Александар Николовски кој го води или кој го спровода преку Оливер Андонов, не е битно, не се битни модалитетите. Бидејќи не може да победи на парламентарни избори, бидејќи не може да извоје голема победа против Зоран Заев и СДСМ, Христијан Мицковски ќе се обидува да добива мали победи внатре во структурите на ВМРО ДПМН. И на тој начин да го билда и да го гради својот рейтинг внатре во ВМРО ДПМН. Знаете, ако не можете да победите во градот, вие ќе победите во селото. Ако не можете да победите на вистински избори, ќе ги бойкотирате изборите во Штип, тогаш вие ќе се обидите да победите во внатре партиските релации во врвот на ВМРО ДПМН. Затоа ќе измислувате проблеми, ќе измислувате непријатели. Единствената цел за вие да ги измислувате тие проблеми и тие непријатели, да ги поразите тие проблеми и тие непријатели. Поразувајќи ги тие проблеми и тие измислени непријатели, вие станувате на чело на ВМРО ДПМН. Христијан Мицковски сака да остане на чело на ВМРО ДПМН, бидејќи годишно на располагање ќе има 2 милиони евра кои ќе може да ги троши, ќе може да ги дели. На нито едно друго место во својата кариера, на нито едно друго место во својот живот, Христијан Мицковски ќе нема таква моќ и ќе нема толку многу пари. И ако не може да биде власт, тоа ќе може да биде лидер на опозицијата. Власт и опозицијата се две акционерски друштва и едните и другите располага со огромно количество на пари. И знаете, тоа е моделот на Српска радикална странка на Војслав Шешел и до неодамна на Александар Вучич. Тие беа секојаш опозиција, но добро платена опозиција. Ако не може да биде власт во Република Македонија, Христијан Мицковски ќе биде добро платена опозиција. Добро, сине Лјупчо. Пред изборите сакате да бидете коректен и не ја раскажавте таа средба со Христијан Мицковски. Во Австралија кажавте едно, овде во емисијата кажавте нешто друго. Што точно ви има кажано Христијан Мицковски? Нели во Австралија рековте тој ви има речено не сум патриот и не можам тоа да го направам. Еве сега заврши изборите, нема изборна кампања, никој нема да ве обвинува. Што де факто ви кажа Мицковски на таа средба, кај што имате две различни толкувања?
Знаете, ние за тоа сме на суд со Христијан Мицкоски. Ве тужи? Да. Христијан Мицкоски ме тужи за... Даскалот. Да, даскалот ме тужи за изјавата во Мелбурн. И така натаму, но еве јас за волја на вистината ќе повторам истата изјава што ја кажа во Мелбурн. И истата ќе ја кажам на суд. Значи дека Христијан Мицкоски на таа средба кажа дека е уценет човек и на него да не рачунаме на ништо. Че лично од Христијан Мицкоски беше кажано: јас сум уценет човек, на мене не сметете. Каква сака нека има последица судскиот процес, јас за ово одговорно ставам пред Бога, затоа што тоа сум го слушнал од неговата уста. И еве сега, јавно, јасно и гласно го потврдувам уште еднаш. Мицкоски самиот лично изјави дека е уценет човек и не само тој, него и неговото семејство спомена. Значи и неговото семејство. Што би можело... Имаме еден сведок на средбата, дали тој ќе сака да сведочи или нема сака да сведочи, дали коректно ќе сведочи или не знам. Кој е Но јас сведок? не можам да, не е коректно. Да не премине у ВМРО ДПМН меѓу време? Не е коректно. Значи не е Воислав Зафировски. Не е коректно да говорам за тоа, но јас одговорно тврдам. Тоа што е вистина е вистина, Значи, тоа што е лага е лага. јас Тоа што е шпекулација е шпекулација. Ова не е ниту лага, ниту шпекулација. Ова е чиста вистина за која јас одговорно ставам пред Бога. Значи и пред суд ќе кажете исто. Да, исто така кажам. Мицкоски вери кога јас сум уценет човек, не само јас, туку и моето семејство. Да. И така сме Христоски ключ. Ова веќе не само на Мицкоски, значи ова не само на Мицкоски, туку на целата политичка номенклатура фрла една друга светлина. Значи некој располага со одредени документи на тајни служби, компрометирачки материјали, кај што може секого да уценува, да работи во него. Не велам дека тоа мора да биде Заев, може да е Верушевски, може да е Црвенковски, може да е Љупчев, може да е Никола Груевски. Јас го дефинирав тоа, ако се сеќавате. Но тоа е веќе сериозен проблем. Да. И ако тој вирус не влезе во системот, ако некој располага со... Тој вирус се влезе во системот. Да, тоа ќе не растури, ќе не деструктурира. Јас, кога се случува и премрежја со Интегра, јас јавно излегов на пресконференција и реков: длабоко вгнездени во политичките партии, во случајот во ДПНЕ, удбашки структури, резидуи на КОС и УДБА Белград, дека се длабоко вгнездени во партиите и во Социјалдемократскиот сојуз, ако сакате во БЕСА, во ДУИ, во сите, и во другите албански, но и во ВМРО особено. И тие удбашки структури вгнездени длабоко во ДПНЕ ја контролираат политиката на партијата. Гледате вас. Че тоа раководство на партијата тие го контролираат. Се уште не можеме да ги дефинираме по име и по презиме, но можеме да ги дефинираме по постапките и по методологијата на работењето. Ако сакате, следете ситуацијата што и се случуваше на Интегра од почетокот на основањето до денес, следете ситуацијата на БЕСА што и се случуваше од почетокот до денес и што се случувало во другите партии кои што биле во основање, ќе видите една иста линија. Пред 2 дена на анкетата Неен проспект за МЦМС и за Телма, Христијан Мицкоски е прв лидер во историјата на ВМРО ДПМН, кој не е на првото или на второто место според личниот рейтинг на партиските лидери. Тој сега на трето место. На прво место е Зоран Заев, на второ место Димитар Апасиев, на трето место е Христијан Мицкоски. Одеднаш македонската опозицијска јавност почнува да го доживува Димитар Апасиев како лидер на опозицијата, не тоа да е Христијан Мицкоски. И тој е голем шамар и за Христијан Мицкоски, а тој е голем шамар и за ВМРО ДПМН. Се доека така стојат работите, ВМРО ДПМН нема шанса да победи на избори во Република Македонија. ВМРО ДПМН е лидерска партија. Секогаш кога ВМРО ДПМН победува на избори, рейтингот на лидерот на партијата е повисок од рейтингот на партијата. Во оваа ситуација, во сегашната конјунктура политичка, рейтингот на Христијан Мицкоски е понизок од рейтингот на ВМРО ДПМН. Проблемот на Христијан Мицкоски сега не е Зоран Заев, туку е Димитар Апасиев. Димитар Апасиев од поголем дел на опозицијската јавност според последната анкета, а таа реално одговара на фактите на теренот, го доживуваат како лидер на македонската опозиција. Кога за последен пат сте го видели вие Димитар Апасиев да гостува на некој од медиумите под контрола на ВМРО ДПМН? Последните 2 или 3 месеци медиумите под контрола на ВМРО ДПМН, или условно речено така наречените унгарски медиуми кои се финансирани со унгарски маслинки, не го кана Димитар Апасиев. Зошто? Бидејќи во ВМРО ДПМН имат направена проценка дека не Зоран Заев, туку Димитар Апасиев им е главната конкуренција. И тоа ќе биде ребусот кој ќе треба да го реши Христијан Мицкоски. Како да се протне во тој триаголник Зоран Заев, Димитар Апасиев и лидер на ВМРО ДПМН. Ајде да направиме одредена политичка симулација. Не велам дека тоа ќе се случи. Ајде тоа да го наречеме политичка шпекулација, која ќе ставиме на маса како одредена тема за размислување, како одредена коска за гледање. Социјалистичката партија после смртта на Љубисав Иванов Дзинго нема свој лидер. Ке треба да се спроведе конгрес или да се организира конгрес кај што ќе се избере нов лидер. Што мислите, почитни гледачи?
Ако Социјалистичката партија или Дзинго Мали, односно синот на Љубисав Иванов Дзинго, оцени дека Димитар Апасиев е лидерот на опозицијата, а не Христијан Мицкоски, и ако се направи одредена симбиоза помеѓу Левица и Социјалистичката партија, две партии кои се од лева провиниенција, немавме ние досега одредена партија која ги брани левичарските идеи. Тоа е сега Левица, која брани одредени десничарски идеи, меѓутоа ниту Љубисав Иванов Дзинго не беше трудбеник и работничка класа, беше на чело на Социјалистичката партија. Што мислите ако се направи таква коалиција помеѓу телевизија Сител, најмокната телевизија во Република Македонија, Социјалистичката партија на Љубисав Иванов Дзинго и партијата Левица на Димитар Апасиев? Дали таа структура ќе биде третиот блок во Република Македонија? И од кого таа структура ќе освои повеќе гласови? Од СДСМ или ВМРО ДПМН? Јас проценувам, ако не 2021 година, тога среднорочно комбинацијата и коалицијата помеѓу Левица, Сител телевизија и Социјалистичката партија е природна коалиција во Република Македонија. Таму би можело да биде додадена партијата на Иван Стојлковиќ и дел на така наречените пројугославенски или јаснумски структури во структурата на СДСМ, например Саша Богдановиќ, градоначалникот на општина Центар, или Максим Димитриевски, градоначалникот на општина Куманово. Значи, тие про-СДСМ, односно проаснумски структури, пројугословенски структури во СДСМ, српските партии во Република Македонија, Социјалистичката партија Левица, тоа е мокна комбинација, тоа е мокна коалиција, коалиција која може да им ги замрси сметките и на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Таквата коалиција, кај што и Бранко Царенковски веројатно би учествувал со својата структура, тоа е таа пројугословенска про-Белград структура во рамки на СДСМ, тогаш таа коалиција би земала дел на гласовите на СДСМ, но многу повеќе би оштетила ВМРО ДПМН, односно структурата на Никола Груевски, која ме остави во чување и во аманет на Христијан Мицкоски. Каде е границата на Србија? Северно Косово, односно Косовска Митровица, Добро. Или доле границата со Македонија? Не знам, таму ќе си прашате во Србија, не мене. Не, ама каде е границата? Вие велите Јас го видете, јас Вие почитувате, велите, Устав на Република Србија. Така. И за вас Косово е составен дел на Србија. Добро. Каде според вас е границата на Србија? составен дел како што се пропишано во Уставот. Добро, свесен ли сте кој дипломатски скандал правите со вакви изјави? Добро. Кои проблеми политички правите со вакви изјави? Дали сте во... Што е лошото што се случува со тоа? Па вие не кажува признавате територијален интегритет на одредена држава која има признаено република. Пак велам, тоа го има направено владата Никола Груевски. Да сум бил на нивно место, не знам дали јас би го признал Косово. Значи не знам, но кога веќе тоа го прифаќам како факт, тогаш кога сте политичар, вие мора да имате и одредени ставови, консеквенции и да гледате подолгорочно ко правите одредени работи. Добро. Свестен сте кој дипломатски скандал правите со вакви изјави? Ама зошто што е проблемот што некој се чувствува или не знам си има А некој можете чувства? ли да претпоставите утре што ќе биде? Високи функционер македонске државе каже да е Косово составни дел Србија. Тоа српските медиуми ќе растурат, утре се надам дека добро го кажа без некои проблеми со падежи, грешки и така натаму. Свесни ли сте да речеме косовските медиуми, албанските политичари дека салата и сол не само вас, туку и вашата партија ќе ја направат? Ама пак ќе кажам, секој си има право на став, ви имате различни ставови од различни политичари, на крајот си има државна политика која ги усогласува, не мора сите да имаат подеднакви ставови за одредени прашања. И кој би можел да биде спонзор на таква политичка разврска во Република Македонија? Белград секако, делот на Софија кој е близок до Москва секако, тоа е структурата на Турција и влијањето на Тајип Ердоган во Република Македонија и тоа е влијањето на Москва во Република Македонија. Тие ќе бидат спонзори на таква политичка разврска. Таа политичка разврска, кој што рекол, повеќе ќе го штети Христијан Мицкоски отколку што ќе го штети Зоран Заев, но ќе донеси ако биде направена. Тоа е нели размислување кое може, а и не мора да се случи во Република Македонија. Тоа гледате како се организираат проруските структури во Република Македонија. Изминатите неколку месеци се исклучително активни во Република Македонија и ќе бидат се повеќе активни во 2021 година кога се влези во процес на решавање на македонското црковно прашање, кога се влези во процес на решавање на односите помеѓу Македонија и Република Бугарија и кога ќе се спроведи попис во Република Македонија. Тоа ќе се трите работи кај што тоа руско крило, руско влијание под контрола на Москва, на Атина, на Белград, на Софија и на Анкара ќе доминира во Република Македонија. Реков Атина, мислев Солун, почитувани гледачи, бидејќи руското влијание во Република Грција е стационирано во Солун. Таму е оно руско влијание кое владее со Северна Грција. Всушност тоа е тој конфликт на грчкото и руското влијание во Северна Грција.
и битно е кој ќе владе со гладот Солун. Тоа влијание ќе се обидат да го имплементират во Република Македонија. Затоа е конфликтот околу Гама, затоа е конфликтот околу Мак Петрол. Мак Петрол и телевизија Телма никош не биле про СДСМ телевизија. Секош Андреј Јосифовски бил контра СДСМ. Тоа е британската структура во Република Македонија. Од каде доаѓа на чело на Мак Петрол Андреј Јосифовски? Представник е на Мак Петрол во Лондон, во Велика Британија. Така е избран за прв човек на Мак Петрол. Па и генералниот директор, мојот пријател Атанас Кировски, е дописник на BBC во Република Македонија, сега е генерален директор на телевизија Телма. Никош телевизија Телма не била про СДСМ телевизија. Иако македонската јавност така се одежуваше. Секош телевизија Телма била про-британска и про-американска структура во Република Македонија. Конфликтот со Телма, конфликтот со Мак Петрол околу гасоводот, всушност е конфликт на ВМРО ДПМН, кој ги брани руските интереси против американските енергетски интереси на просторот на Балканскиот полуостров. Кој тоа не го разбира, треба да се пензионира од политика. Конфликтот на Христијан Мицковски, Андреј Јосифовски, де факто е конфликт на руското и британското влијание, односно американско влијание во Република Македонија. Ако мене не ме верувате, почитувани гледачи, отидете на Твитер или отидете на Фейсбук. Некаде 18 ноември Христијан Мицковски објавува дека му е откажено интервјуто на телевизија Телма. Истиот ден на Твитер американската амбасадорка во Република Македонија Кейт Мери Бърнс има средба со Андреј Јосифовски, генералниот директор на Мак Петрол. Зашто разговарат за енергетската диверсификација на Република Македонија. Што кажуваше Помпео, државниот секретар во заминување на Соединетите американски држави за време на официјалната посета на Република Македонија и средбата со македонскиот државен врв пред 1,5 година во Охрид. Велеше дека Република Македонија треба да направи две работи: да не дозволи да биде водена од руски ботови и енергетски да се поврзи со Република Грција. Што треба да направи Мак Петрол? Да ја поврзи Република Македонија со Република Грција, да не влезе во процес на спојување или на поврзување со руските енергетски интереси во Република Македонија. 2003-2004 година за време на посетата на Бранко Царенковски на Москва, Бранко Царенковски преговара со Владимир Путин да го продади Мак Петрол на некои од руските нафтени играчи или нафтени текуни или нафтени гиганти. И тука доаѓа до тој прв конфликт во Мак Петрол и Бранко Царенковски. Подосна Мак Петрол Андреј Јосифовски ја финансира кампањата и на Тито Петковски и на Никола Груевски. Тоа велам јас, Андреј Јосифовски никош не бил близок до таа структура на СДСМ на Бранко Царенковски, не е близок ни до Зоран Заев. Тоа е таа британска-американска структура во Република Македонија. Значи, во истиот ден кога му одложено интервјуто или откажано интервјуто на Христијан Мицковски на телевизија Телма, првиот човек на Мак Петрол, кој е 100% собственик на телевизија Телма, има средба со амбасадорката на Америка во Република Македонија. Вие верувате во случајности, почитувани гледачи? Ние сме сериозни луѓе за да веруваме во случајности. Ништо не е случајно во Република Македонија, па ниту случајност. И уште две прашања, почитувани гледачи, кои ќе бидат многу битни за политичката разврска во Република Македонија. Тоа е така наречената длабока држава, за која сега говорат бугарите. Ако ќе кажете длабока држава, мислите на македонската олигархија, а таа македонска олигархија е стационирана во комерцијална банка. Значи, кога ќе кажете длабока држава и кој ќе има контрола врз таа длабока држава во Република Македонија, тоа значи кој ќе има контрола врз комерцијална банка. И второто прашање се медиумите и судството. Кога ќе видите или кога ќе разгледате и анализирате структурата на шарената револуција, таму ќе видите дека најмногу се застапени новинарите и медиумите и судиите или судството во Република Македонија. И всушност, преку контрола на медиумите, на судството во Република Македонија, ќе биде вториот крак или вториот дел на таа длабока држава. Значи, кој ќе има контрола врз комерцијална банка и кој ќе има контрола врз медиумите, врз судството во Република Македонија, ќе владее со Република Македонија. 2021 година ќе биде година на конечна пресметка. Кој ќе има контрола врз длабоката држава? Дали ќе биде продадена комерцијална банка? Дали ќе се влези во медиумите во Република Македонија или ќе се влези во процес на демонтирање на медиумите во Република Македонија и како ќе се спроводи процесот условно наречено на реформи, а јас ќе го наречам на контрола врз судството во Република Македонија. Тоа се трите крака. Тоа е шарената револуција во Република Македонија. Тоа што не беше разрешено со шарената револуција ќе треба да биде разрешено 2021 година. Контрола на медиуми, контрола врз судство и длабоката држава сконцентрирана околу комерцијална банка. Како ќе зависат или како ќе се спроведат тие три разврски во Република Македонија, ќе биде спроведена и политичката разврска во 2021 година. Кој го знае одговорот на тие три прашања, го има одговорот за $1 милион. Да одеш емисијата во живо, ќе употребев онаа фраза која употребат моите колеги, ми дава знак од режијата дека времето не е истечено. Ако мене ме оставите почитувани гледачи вака да правам одредени анализи, јас можам да правам 2 дена вакви политички анализи, меѓутоа тука ќе треба да ставиме крај. Да остане нешто да не кажеме, бидејќи знаете, од јадење се станува тогаш кога најмногу ви се јади.
Тоа ви го кажува секој експерт за диети. Треба да станете или да прекинете со едењето тогаш кога ви е најсладко, кога најмногу ви се јади. Така и со одредена политичка анализа треба да прекинете во одреден момент кога е најинтересно. Зошто? За да вниманието на гледачите го задржите во текот на 2021 година. Тука е крајот на нашата вечерашна емисија. Последна емисија за ова календарска година, 2020 година. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ви посакувам среќни новогодишни и божитни празници. Се најдобро, многу среќа, многу здравје, многу љубов, многу успех. Да бидете подобри, поздрави, поуспешни, посреќни од 2020 година. Тешка година оставаме зад нас, се надеваме, очекуваме дека 2021 година ќе биде многу подобра. Тоа знаете како 1918 година кога да очекува 1919 година или како 1944 кога да очекува 1945 година. 2021 година треба да биде година на победа на доброто врз лошото. Во такво расположение ви посакувам среќни празници, се најдобро. Се гледаме по новогодишните празници. Ќе направиме мала пауза, една или две емисии, нема да има, и ние сме луѓе треба да здивниме, некаде после 10, 11 или после 15 јануари, благовремено преку Facebook ќе ви информирам, ќе ви кажам кога ќе биде новата емисија во Центар, некаде околу 10 јануари. Очекувате да ви биде соопштено кога ќе биде новата емисија во Центар, дали ќе биде на 11 или ќе биде на 17 јануари. Ќе видиме, значи тука ќе биде некаде околу 11 јануари, ќе почнеме со новата сезона на емисијата во Центар во 2021 година. Пријатна вечер, Македонија, каде да си.